Добре дојдовте, луѓе. Добре дојдовте сите. Ајде, добре дојдовте новие горештини кои ги има се повеќе и повеќе, па затоа ќе стегнеме ние малку поврело да биде и тука. Па нема љутиш. И ова вечер на вашата омилена телевизија за да претресеме некои теми кои инаку, што знам, како по дефиниција носат со себе премногу дилеми. Помина еден значаен датум во овој месец, а ние чинам не го одбележавме како што треба, да. Мислам тука на нас, ама истото се однесува и на државниците кога е во прашање овој издатум и овие две личности кои починале на тој издатум, а се многу важни за нашата држава. 4 мај, дами и господа, предпоставувате, да, кога загидал Гоце Делчев и умрел Јосип Броз Тито. Омилени им се на комшиите. И двајцата, омилени. А посебно овој вториот. Него, а ќе им го спомнеш, коса им се крева на глава. На нас кога ќе ни го спомнеа, ни се креваше стандардот. Стандардно, да, првиот, стандардно, даскалски, одака мирно и тивко сакаше да го смени светот, а вториот беше помангуп, некако попрактичен, па тој ги менуваше со работниците да не го сменат тие него. Гоце Делчев, значи, уште една швака, Гоце Делчев, мора да го споменувам почесто, оти се почесто го забораваат во химната. Значи, уште еднаш, Гоце Делчев, тој го разбирал светот како поле за културен надпревар на народите. А Тито, реков, бил попрактичен. Тој го разбирал полето единствено само како нива на која треба да работат селјаците за да ги прехранат граѓаните. И никако поинаку. Добро, освен што тогаш за разлика од сега и во фабриките работеа работниците, да. А и во бирото за невработени немаше надпис на кој пишуваше забрането за невработени. Затоа што такви немаш, сите работеа. Сите до еден. Само што многумина погрешно работеа. И сега, верувам, забележувате, нели? Иако и двајцата, според мене, а и според многумина други, се позитивни личности за нас, меѓу нив сепак имало и многу важни разлики. Еве, например, на Гоцета наш, само една мома му лежела на срце. А на Тито, му лежеле многу повеќе и тоа не на срце, туку во кревет. Опасни се жените, за Гоце, опасни. Да, опасни. Ете, тоа е уште еден доказ дека и само една жена е доволна да те умре. А како име на оние шеици, бе, што кога ќе се вратат дома доцна и пијани ги чекаат дури 10 жени, сите спремни за кавга, тоа само Аллах го знае. Но ајде да се вратиме ние на Гоце и Тито. Гоце, значи, е запишан во историјата како голем борец и револуционер кој се борел за еднакост помеѓу сите. Ама и Тито исто така е запишан како борец и револуционер кој се борел за сите, а на почетокот од војната и против сите. Да. Ама Тито е запишан и по уште едно нешто во историјата, и тоа како единствен политичар во светот. Да, историски е потврдено и е несомнено точно дека само Тито и Моника Левински пушеле во Белата куќа. Како било тоа? Што било и кој како им дозволил, јас не знам. Ама едно знам. Тито никогаш се нема на веднато. Ајде бе, бегајте. Па тој не клекнал пред Сталин, ке клекте пред Клинтон. За тој човек 20 години имам стоено мирно по 5 минути секој 4 мај, каде и да бидам и не се жалам поради тоа. Не. Затоа што тој се покажа како единствен овие простори кој имаше моќ и градеше, ама не крадеше. А сега, за денештиве, градеше и крадеше, како да имаат исто значење. Да, и затоа се што направил Тито, ние сега не можеме ни да искречиме. Ама затоа можеме да почнеме. Да, например, со тоа што првин ќе видите што тоа вечерва ќе гледате во Нема љутиш. Ладно ти е, па се стој како не ти текна, да се не родиш, односи баш погоди за тему. Она и вечер, бре. Ја у кујно, сејачу го Виагру на 4 дела. За односи дека икаш. За овој нов модел, околу 25.000. Што збориш, бе, дете?
Ти добар ли си, бе, да не се вручи нещо, бе? Kad kupuješ, takoj prihvaćaš gi svi mogući nedostaci i mane na kupen proizvod i nemaš mogućnost da ga vratiš isti. Има некои такои кои су пуни с паре, кои никој не ги знае, а кобајаги се борим за наши права. Демек против сиромаштију и да биде за сви исто. Не ли те срам да лъжеш? Сви лъжете и се подржувате еден меѓу другога. И чер со своји очи га виде у кафану куде пие и се весели и игра со спевајку. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не сменив и беше секогаш до мене. Сано, мојот најдобар пријател, кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години кватро. Квалитет кој не се менува. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Ајсак, дај по едну ракiju да пиемо за убав дан. Дай би кад не би дае и кад не сам дае. Него нема, потроши се бре одамна. Бе, Ставре, у очи ме гледаш и ме лъжеш, помиришеш на ракiju, бе. Прво, бе, се Стојко, не те гледам у очи, него у пужајку гледам цело време. А друго, миришу, па до толку имам колко на зуб да став. Ставljam на зуб, дак ме боли, па да утрне малце, да не ме боли. Много боли. А одамна ли те боли тај зуб? Одамна, од како дете, и јас све такој га лечу. Морам. Да, ти си знаеш, гре на твоju душу ако имаш ракiju, а неćeš да дадеш за инат. Ти си знаеш, него друго да те прашам. Не, дек сам радо знал, па ме много интересира. Ама ljudski е комшија смо да прашам. Како има едно време не тве слушам да се расправљате со најко, средисте ли ги односи? Односи. А мал да ти е, бре, па се Стојко куде ти текна, да се не родиш односи, баш погоди за тему. Онај вечер, бре, ја у кујну, сечу го Виагру на 4 дела. За односи дека викаш. Виагра на 4, цак, като лете знајка, бре, у кујну. Кад те викнала, не бре, слепцу на 4 дела, никако. Тој да има дејство се пие само цело едно апче. Па и ја тако знам. Луѓе има, кажуев, тие што пиев такви апчиња. Има и такви што пиев такви. Знаеш ти, другари су ти сигурно. Знае и она, не само ти. И ја му кажа како што е и на тебе ќе ти кажа, ама полака нежно на њу му кажа. Злато, бре, викам, душо моја, срце моје, бре, немој да мислиш дека свет се врти се около тебе. А бре, ја овој четвртинче Виагру га пiju само колко да иду по малу нужду. Да мочам, бре, тој што се вика да искочу по надвор, а унутра идемо. Да. Абе, ово ти викаш, смирено, што викаш, само па го њума тој тера на нервозу, бе. А, баш ја ви овој да те прашам, колко време ви ова која олуете со најко и не сте у добри односи? А не си знати Желја, нели? Па не, да те прашам да си смени професију случајно, да не би на брачни саветник дека све нешто прашуваш за брак. Добро, бе, не се љути, одма не се нервира, мајко му само правимо муабет. Па правимо муабет, ама све за мене. Од кад сам осетија, од кад? Одамна, још кад напунисмо 20 години брак и она кад дојде еден вечер и ми кажа, Злато, ја тебе нема да те оставу никад. Ајде, бе, и ти? Што ја? Ја тој знам одамна и сам се помирија со тој. Оставља ли се, бре, вакво злато? Знам ја дека никад нема да ме остават. Абе, не може да терате такој, бе, Ставре, не се тера такој.
Абе, беше ли по некој доктори да се распрашаш, да ти кажев како може да ти помогне? Бе, еден пут сам бија по доктори. Джабе бре, ништо баце Стојко. Вика, отрнале сте на брак. Тој вие, нема ништо. Па добро бе, ако не доктори, па зашто не прашаш, ете, народна медицина, некои чаеви, нешто, па по бајачке бе да идеш бе, Ставре. Де бре баце Стојко, зар сумњаш у мене, јас сам народски човек, зар бајачке не ги знам. Па беше куде оној познато, тај што е од оној село, зак забрави како се вика селото. Беше, она све погаѓа, све. И ја праша го, викам, добро, ти кад толку знаеш све и погаѓаш све, може ли едно нешто да направи за мене? Рече, она, може, прашај, што? Викам, може ли ти да вратиш стару љубав? И? Она вика, може, како не може, вика, колко сам ја стари љубави вратила. Па викам, одлично, што можеш да вратиш ти стару љубав? Дај бре, врати ти овој моју љубав, ама куде њој ни дома. Дај, више нек си иде, не може да го гледам свачи бре, преко главо ми е. Добар дан. Добар дан. Може ли да го види овој телефон? Може, слободно. Извини ме, дечко, не беше намерно. Случајно ми падна. Ама, и нему е ништо на телефон, не бе, гледај. Не му е ништо. Господине, ај гледате ви малце. Гледайте, цел екран е уништен. Овој ќе мора нов да се стави. Па добро, и нов ако треба да се стави, ќе се стави него. Колко тој може да кошта? Па, за овој нов модел околу 25.000. Што збориш бе, дете? Бе, ти добар ли си бе, да не си вручи нешто бе? 25.000, а што да му смену целни телефон или само тој напред? Па, господине, кад не рукуете ви пажливо, што да ви ја право? 25.000? Па јас за тие 25.000 по брек треба да продам бе негде на црно тржиште. Господине, значи, или ќе го платите штету, или сега ќе земаја ќе ви викну полицију, па ви разберите се с ним. Ама не ја чекај, дете, зашто одма полицију ќе ми викаш мајко му? Еве, например, не ли може да се договоримо некако на претлото? Да ga направимо, Боже сам ја ваш. Еве, корисник па, да ga направимо тај телефон на претлото да седе на годину, две. Може, Три. еве. За 2500 денара месечно на 2 години договор. Ама кад сте ви веќе направиле штету од 25.000, значи на 3 години ќе мора. 2500 денара, 3 години. Што збориш бе, дете бе? Еве ти, одма маказе. Аргни тој да не те гледам, извади тај бобрек, што? Ќорлемечки. Наслепо, како мува без глава. Неуредено, неорганизирано, неплански, импровизирано, несистематично, хаотично. Бре, утепаве са вие изрази, нели? Утепаве, ама тој вие мора да ви објасну. Ќорлемечки или наслепо е исто како на невидено. На невидено е сега многу модерно. Еве, например, купиш нешто на невидено е купување на слепо. Кад купуеш, такој прифаќаш ги сви могуќи недостатци и мане на купен производ и немаш могуćност да ga вратиш исти. Тренутно, најраспространет вид на купување наслепо е преко нет. Интернет де? Да направиш нешто, ќорлемечки е да направиш нешто на прву, без претерано размислување и цимање и без да го имаш оној чуено слику у главу што би било кад би било. Ја такој ќорлемечки улету у кафану, па што биде, нека биде.
Kad беше мало дете, мене тате ме такој научи. Штедеше си парички и пушташе си ги у оној касичка прасичка. Знаете бе, оној мало прасе, нели имаше, па дупче од озгора и оп, пуштиш си паричку и такој си ги чуваш. Ама сега тој више га нема. Нема га прасе. Сега сви паре су ете у дебели свиње. Ја па свиње, сакаше да кажу светиње. Да, зашто поново сега изгледа дека може да се купи карта и за урај, такој да они су прави светиње. Да, газде куде нас су најдобри и да не чуju лош збор за нив. Да, па они бре, мислим на нашу линiju. Док ми работимо да си ги извадимо леп, они ни га вадим маст. И зато имамо линiju. Такој. Не су они толку лоши колку што ви мислите. Не, сак добро, има, не дека нема. Исто како куде нас. И куде нима има и добри, има и по некој лош. Ама тој не значи дека су сви. Еве, например, има некои такои кои су пуни с паре, кои никој не ги знае, а кобајаги се борив за наши права. Демек против сиромаштију и да биде за сви исто. И баш тие што се борив за правичну заступеност, сви имав по некоju пријаву за кривична одговорност. Такој. Па после се жалимо на турско. Пусто турско, ама и таки мало по некои правила. А сега, бре, од тага скоро ништо не останало. Салте по некој турцизам. Демек, што сам такој викав, стварно за турско текло крв скоро на свак корак, а сега па тече слзе на сваку сери. Када видиш, па и нема много разлика. Да, наши и тага и сега си плачат. Само што и тага и сега нема кој да ги чуе зашто си плаче во себе. И работим си против себе. Да, пу. В краја да е, не дај Боже, против газде. Тоа е никако. Ама данаска, мене ти ми изгледаш некако уилно и нервозно, И тебе те некој изнервира. Само се надам дека не е од жена. Од жену? Жене? Жене су за некои људи златове. Само што исти тие људи не носив сукњу, а повише оговарав. Па ја, док не запознам, некои људи овдека на работу се мислија дека само муве једе влајнаве. Проблем, голем проблем. Тебе некој саглам да изнервира. Ја кад имам проблем, знаеш кога решавам? Зему, па поју. И так свато дека глас ми е још полош од проблем. Сак ми така подсетиме. Што? Жена моја еден пут снема глас. И отиду ја на доктора, викам, докторе, проблем, он вика, што е проблем? Како бе, што е проблем? Жена снема глас. Не може да збори уопште. Што да работи? Он вика, радуј се. Глас немала. И вика, тој много вика да се радуеш. Насмејаме. Него не ми кажа кој ти изнервира. Ете, па ме подсети. Таман се насмеја за жену, ти ке пукнеш док не ме изнервираш и не ме подсетиш на проблем. Па ти стварно имаш проблем ако кад се сетиш на жену почнеш да се смееш. Не ме се коколиши, кажи ми кој ти изнервира. Сак ме ти изнервира, иначе сви други ме нервира. А ти сак посебно ме изнервира. Ке земо еден ден ке остави работу, да знаеш. И кршите главу там. Ти ке оставиш работу? Да. Ајде бе, не се туја глупира. Оди таму. Ке остави работа. Малци имаш до пензија, он ке остављај работа. Не биди глуп, ти си паметан човек. Ако треба ќе попуштиш. Да ти кажу, дојде време више не треба да попушташ, него треба да напуштиш. Ја ке остави работа и ке си да знаеш. Па сак ја немој да се изнервирам, доставиш. Немој ја да отвори устата па да почне збор. Јас сам ти шеф, не забрали, све знам. Ајде, колку пут дојду, не можу да те најду на радно место со саати. Нема ни да може да ме најдеш. Данаска добар радник тешко се наваѓа. Ја се отиде. Чекај бе, застани, врати се. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело.
Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Абе да ви кажам право, сум станал некако видовит, и среќлија, а и ирлија, ја споменав МПЦ пред 2 недели и видете чудо, го решија проблемот. Добро, додуша тие ништо не решија, туку решија другите за нив, ама добро, барем имаме победник, веќе не е нерешено. А се некако ми се чини дека победници излегоа србите. Оти видовте како го реши, а? Со грците половина век за името се расправавме, а со бугарите па уште поодамна за нацијата. Може преку 1 век. Добро, и со србите се преговараше, ама тие, видовте, оп, троп и ете ви ги наврата. Решија и победија. Добро, освен ако не е наместено, што би рекол Джаро. И гледайте сега, навистина, гледайте во било која емисија кај што ќе се појави Джаро како вели: слушај бре ти, Маричу, поема немаш. Ниси ти био тамо него ја. Сега вака беше, ја да ти кажам. Ја следам све, и слушнав тој Майкл Джексон умрел и контам вака, овие ќе бараат некој нов крал. Да. И така ќе биде пак популарна поп музиката. И веднаш јас организирам 2 концерта. Нормално. Во Белград еден, во Скопје друг. Со поп музика, бе. И нормално, се распродадено. Се, полно, како во црква. Така беше, Маричу, така беше. А ако не ми веруваш мене, праше го Аркан. Аркан праше. Аркан знае како беше, а јас знам каде е Аркан. Да, и затоа редовно ги информирам американци. И слушај, Маричу, уште ова да ти го кажам. Да не беше Боки 13 у затвор, не ќе му го дадев да го организира ова. Да, оти и него јас сум го направил. Да, јас. А Боки 13 лежи во затвор, лежи и плаче. Ама си ме направил, бе, па и ти. Нема грешка. А има грешка, има. Само што таа работа веќе е свршена. Джарове, легенда, на тие години уште надпревари мести, а некој би рекол дека не може веќе ни креветот да си го намести. За да не намести и на сега, поради овие муабети, ние заминуваме, а вие останете сега, бидете храбри и бидете со добро здравје. А со нова емисија се гледаме следниот викенд. До тогаш, чао. Сега заврви текст на тоа. Па чекай ти да го забравиш. Салте јали. Ајде, ръби! Ја го вој виагру пију за да можу да иди. Куде е Перо? Ајде, шефе. Перо. Куде е Перо? Перо побегна с авион, бе. Перо не, бе побегна с... Ајде, шефе. Ајде. Да. Како е, средисте ли ги со Снајко односи? Шепко му кога те карам. Извини. Мислам тука на нас, ама истото го мислам и на што мислиш, бе, кад не мислиш? Да препиши. Како да не... Како бе? Па тој се вика, бе, па каже, бе. Чек се ја. Него нема ич, нема одамна, нема ич, не треба да кажу, малку има, колку се зуб после, И после и прето е.